Почитувани гледачи, добро вечер. Уште еднаш вечерва вториот гостин во студиото е господинот Александар Димитриевиќ, кандидат на Левица за општина Ѓорче Петров. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и вам и на вашите гледачи. Ви благодарам на поканата и укажаната можност да се представиме и да ги представиме нашите програми и идеали за нашата општина Ѓорче, или како што ја викаме ние Ѓорче Петровчани со Дж. Левица си одлучи вие да дојдете и така натаму. Мојот повик, да им јасно, никого посебно не викнав, беше општ јавен повик до сите заинтересирани. Ви благодарам и на честа што одлучивте сепак да презентирате на граѓаните и на нашите гледачи она што вечерва ќе разговараме. Сепак нели сме во кампањата за локални избори 2021 година. Со вашата колешка се излизгав. Реков, појма немам ништо за тебе, испадна дека има 20 титули, златни медали, освоила она и така натаму, сега малце попредпазливо. Бидејќи не ве знам ве малку вашето CV, колку години имате, што работите, каков е вашиот статус, со што се занимавате, да ве запознаат пошироките маси. За почеток, основните податоци од CV-то, имам 35 години, живеам во Ѓорче. Во Ѓорче сме веќе четврта генерација. Мојот дедо од Србија се преселил во Ѓорче како железничар или работник во железница. Тогаш живее во куќите во една или место, населено место кое се вика Колонија. Тоа се куќите кои што се дадени на железничарите. Има работни простори во една куќа која што сега планира општината да ја заштити во паркот со високи тавани плафони. Многу интересно. После земјотресот се распределуваат плацовите. Мојот дедо одлучува да се пресели во Хром и таму е роден мојот татко. Во нашата лична карта не пишува Скопје Ѓорче Петров, таму се роден ја и таму е родена и моето дете, мојата ќеркичка. Она четврта генерација сега што ние екзистираме во Ѓорче. Се занимаваме со наследен приватен бизнис. Мојот татко е адвокат и јас се наследив љубовта кон правото од него. Мојата мајка беше сметководителка и водеше сметководствено бюро, сега мојата сопруга се занимава со сметководство или го продолжи работењето на сметководство. Јас извинувам, секоја сопруга се занимава со сметководство, тоа да не најасно не само ние, се шегувам. Па јас некако имам среќа сметководителката да не треба да ја плаќам, него да ме биде сопруга. Смеј се дека не ја плаќаш. Поевтино ќе ти е да не плаќаш. Жените се поскапи. Да. Сопругите. Не. Шега на страна, малце сексизам и така натаму. Тоа е моето малку да го разбиеме. Не ја сакам монотонијата на камерноста, јас се извинувам, сепак емисијата не се вика разговори за политички, туку се вика јади бурек. Зошто во Левица отидовте? Левица е партија на млади и прогресивни ликови, прогресивни идеолошки одредени, на кои што им смета се оно што се случува последниве 30 години. Кога ќе кажам млади, мислам на генерацијата студенти и постстуденти, оние што ја носат револуцијата во себе. И јас сум сега некоја генерација, колешката пред мене, кој што треба да им бидеме мала поддршка, одскочна даска, спотер или нешто така на младите, да видат во нас некаков пример, модел и да продолжат, затоа што младите се еднината. Ме привлече во Левица искрениот пристап на Апасиев и на Крмов, тогаш ги гледав на телевизија, како ги представуваа нашите интереси и идеали во парламент. И некако си реков, види ги овие двајца дечки, непредизвикани од никого, се борат за нашите идеали и одлучив јас да дам таа поддршка. По професија не се представив, сум ја правник, односно адвокат, водам собствена канцеларија. Тоа свативме. Да, веќе 8 години. Кој рече дека наследи од татко. И мислам дека можам моето искуство да го пренесам и во партијата Левица. Јас сум член и на правниот и на трудовиот сектор и во општеството. Одлично, добро, благодарам. Моето прашање е што е оно што го детектирате како негативно и потребно за промена во општина Ѓорче Петров? Некои ваши кандидати кои овдека дојдоа со вашата колешка зборевме за една високо урбанизирана населба. Ја и реков, викам, за жал со вашиот колега ќе треба да спомнеме, затоа што и претходните ваши конкуренти кои вика ние уште се бориме за канализација. Да. До толку ли е работата во Ѓорче Петров, се уште заустануваат оние
основни цивилизацијски работи, а да не збориме за висока урбанизација. Што е она што го детектирате како негативно и потребно што треба да се направи? На жалост, Ѓорче Петров како општина оди од крајности во крајности. Еден дел од општината, наречена Хром, веќе наликува на Дебар мало. Тоа се збиени згради без паркинг простори. За разлика од него, другиот крај од општината веќе се бори со основни потреби на човековото живење од 21 век, односно жителите на Волково, дел од Волково, Кучково, Орма немаат вода за пиење. Имаат проблем со приклучок во атмосферска, во канализација. Меѓутоа, оно што навистина сакам да го променам јас во општина Ѓорче Петров е да го ослободам духот на жителите на Ѓорче Петров. И би сакал да ја претворам Ѓорче Петров во самоодржлива економска заедница по некаков си принцип на либерална командна економија. Сакате да го објасните? Да, верувам дека ќе ви звучат овие термини. 30 години ние се бориме со подметнати договори за вработување предизборни. Значи, тоа ствара летаргија кај луѓето и наместо на работното место да ги извршуваат работните задачи се збори за политика. Ние, кандидатите од левица, имаме среќа што доаѓаме во кампањата ослободени од таков товар, односно немаме никакви предизборни ветувања кон одредени лица за личен профит и немаме склучено договори за вработување, како што гледаме дека се склучуваат, и тоа се некои работи што мислам дека ги ставаат под тепих, да тепихот од озгоре изгледа убав, мек, топол, меѓутоа под тепихот е цело нечистоти што не сакаме да ја признаеме во општеството, а што овие 30 години го руши темелот на општеството и мислам дека тоа ќе биде прв пристап за зацврстување на темелот кој што ќе може понатака да ги изреализираме сите проекти. Што сакам да кажам? Малце преопшто е, може ли по-конкретно? Сега сакам. Знаете како, им викате дека ќе им го откриете дека граѓаните треба се соочат со ѓубрето под тепих. Нели? Да. Народ не сака тоа. Моето искуство 20 годишно дека народ, окей, средувај, не може више да гледам тиња. И онака и ме тиња животот, уше сега со очување. Значи, пред да дојдеме до комуналните проблеми и урбанистичките проблеми во Ѓорче, би сакал да потенцирам некои квоти кои што би можеле да бидат охрабрувачки. Например, во училиштата и во градинките ќе работат луѓе кои што навистина ги сакаат децата. Некои што гласале за левици или кои што ме поддржале мене. Во општинската зграда афера со извидничкиот клуб, во општинската зграда ќе работат луѓе кои што си ја сакаат работата, а некои што биле некакви партиски определени лица. Како детектираш дека некој ја сака работата, а дека некој? Многу лесно. Дури јас сум бил некогаш конзумент на услугите на општина Ѓорче Петров, од оваа страна на паричката, како се вели, и можам да детектирам во општина Ѓорче, во општинската администрација што точно им смета на луѓето. Значи, постои непрофесионализам, не само во општината Ѓорче Петров, во општинската зграда, односно во сите општински згради низ Македонија, и затоа ние не можеме да прогресираме, туку тапкаме во место, затоа што 8 часовната работен ден се базира на разговори за политика, на некои активности од партии, на некои семени проблеми, на некои лични проблеми, на помош на пријатели и на крај остануваат реализирање на потребите на жителите. Кога би се ослободиле луѓето, односно вработените во јавната администрација поврзана на локално ниво, мислам дека тогаш би можело да бидат попродуктивни и да не сметаме дека локалната самоуправа е причина, односно се однесува само на комунални проблеми, него локалната самоуправа треба да биде пример за владење на една демократија. Знаете, ако сакате да бидете радосен надвор, би требало да бидете среќен дома. А ако не сте дома среќен, тогаш тоа ќе го приметат и луѓето надвор и ќе не можете да го дадете оној максимум кој што треба да го дадете. Што сакам да кажам со тоа, ако се ослободат жителите на Ѓорче Петров. Што подразбирате по ослободување? Под ослободување? Видете, опозит на граѓанство е подаништво. Привилегија да бидат слободни биле само граѓаните во Римското царство.
И ние имаме прилика или привилегија да бидеме граѓани, меѓутоа тој епитет не си го носиме ние гордо, туку се подведуваме на ниски страсти, односно се подведуваме на да кажем на еден договор за вработување, односно цела наша енергија е насочена кон тоа да се вработиме во јавна администрација и мислиме дека сме го завршиле нашиот животен век или нешто сме сториле со нашиот живот, што мислам дека е погрешно. Тоа што народен фолклор македонски. Да. Јас би сакал тоа да се смени преку можности за унапредување на работниците. И некои мислат дека градоначалникот нема можност да ги унапреди правата на работниците. Мислам дека има можност ако се креира една работна средина во која што сите ги бидат среќни на местото кај што може да работат. Но би сакал да потенцирам дека нема да биде предизвик вработувањето во јавниот сектор за Ѓорче Петровчани, особено за невработените, би сакал предизвик да биде вработувањето во приватниот сектор. Значи, преку решенија за Ѓорче Петров, кои што ќе им понудат по поволни услови на инвеститорите, односно јас знам како клиентите кои што бараат инвестиции, можам да ги пренасочам до некои општини и знам како изгледа кога ќе ти прими градоначалник со бескриени намери и со искрен пристап ќе ти даде поволни позиции, односно поволни можности да инвестираш во таа општина. Морам да те прекинам. Барам до објаснување во име на моите гледачи. Првото е, запомни, треба да ми дообјасниш за она самоодржливост. Рече дека е доста интересен, тој е концепт некаков кој сакам да го чујам. А втора работа, граѓаните сакаат да идат во државна администрација затоа што работничките права се таму најзачувани. Боловање, работни сати, неработни сати, платата е редовно и така натаму. Кај приватник, платата е нередовна, несигурно ти е работното место, можеш да го загубиш, он има врски со партија, ништо не му може ни инспекција и така натаму. Не дај Боже да пријавиш во инспекција во општина, во било каде, со проштењам на софрата, нема да кажам вулгарен збор, иако би ме приличило, нели? Нека го слушаш веќе зборот мој, така, што ќе ти се случи. Така што ја ги разбирам луѓето, он нема време сега да чека некаква еволуција во општеството, па толку да станат конкретни и коректни предприемачите, собствениците, приватниот сектор. Он мора некдека да работи и да има плата, мизерна плата. Ние сме, дали левица, ја не знам како никогаш не го артикулиравте тоа. Македонецот е само на една плата од банкрот. Една плата. Значи една плата да не му доцни, он е готов. Он е готов. Он не може веќе ни да јаде, ни да пие, ни да плати ништо. И затоа е подложен на секакви партиски влијанија и деланија. Тоа е, ја не знам како од тоа се искача. Ти си адвокат, имаш татко правник, така што единствено тука се крие како да функционира. Кој е тој концепт кој ќе придонесе за една таква клима? Што бе да идам ја у општина да работам? Ќе работам кај шефот, добро, ово, оно. После 6 месеци те платата касни, те недалка 15, те зеза, те мобинг, ништо не може. Администрацијата е многу позаштитена по ова прашање. Јас се извинувам што ќе ве демантирам. Ние сме адвокатска канцеларија која што занимаваме со трудовото право. 90% од нашиот аспект на работа се работничките права и пресметките со јавните предпријатија во суд. Да се вратам на поентата, за да можам да ви дообјаснам во нека друга прилика, ако ми дозволите да... и железница, една посебна емисија со тебе само да направиме за ова. Да, во Комши железница, да. Демантирајме те. Значи, ќе ве демантирам во друга прилика, ако ми дозволите, можам поопштено да ви објаснам се. Приватниот сектор, приватњаците, капиталистите, ако сакате, наречете ги, се грижат за својот капитал и они сега сваќаат, штета што е сега што избегаа младите од државата, меѓутоа сваќаат и не се ретки тие приватњаци, да ги кажеме, или собственици на бизниси, предприемачи, дека основниот фундамент за развој на еден бизнис е човечкиот ресурс. Значи, тоа сакав јас да го променам, да го ослободам духот на вработените во Ѓорче Петров,
со тоа што ако дојде левица на градоначалничките места, ќе не треба да се грижат за промена, за мобинг или за било какви консеквенции затоа што биле членови гласали или си симпатизирани на друга партија. А тоа е стално стравот во администрација. Леле, мене ВМРО ме прими, што ќе биде, леле, мене СДСМ, сега што ќе биде. И тоа е страшен стрес. Луѓе сериозно оболуваат од ова. Да, и јас сум бил сведок на такви стресови, кај нас во канцеларија, на улица, и мислам дека последниве 30 години ние имаме само опција А и опција Б. Немаме опција С, за да можеме да провериме дали навистина граѓаните може да се ослободат. Значи тоа се луѓе кои што сакаат да продолжат да работат во некаква администрација, кои што навистина ги сакаат дечињата за да се вработат во градинка или во училиште, или навистина сакаат да работат во општинска зграда. Ме разбирате, тие што сакаат да работат во општинска администрација, би требало да се грижат за потребите на граѓаните, а не за потребите на... Ова е интересно, но се издолживме. Но, еве, што друго конкретно треба да се направи во општина? Училишта, канализација, ово, она, ваму, таму, конкретни работи. Што нудите, што ќе биде проект? Еве, ова го објаснивте во едно кратко време и се согласувам дека бара една цела емисија, бидејќи ова е концепт и идеолошки, и политички, и правен. Но, еве, конкретно. Видете, ако ги гледаме кампањите... Комунелните проблеми на граѓаните. Дури јас размислував за собствената кампања како да изгледа. Дали сум ја реализиран човек кој што треба да покажам една розова слика на општеството. И кога ги гледаме другите кампањи, имаме дојам дека кандидати за градоначалници се кандидираат за Цирих, за Стоколм, за некој град во Холандија. Ме разбирате? Значи, ова е темално прашање кој што треба прво да се реши. А не може ни еден проект да реализирате без разлика колку е ваша добра програмата, дури да Ти сметаш дека овој концепт што ми го збореше претходно е основата врз која после можеме све да збориме и училишта, и водоводи, и канализации, а не обратно. Прави канализација, а ова ти останува нерешено. Јас сакав да дојдеме до програмата, меѓутоа ќе ви одговорам пластично. Ајде, повели до програмата, кажувај ја. Градоначалникот не меша малтер за една градинка, не носи цигли, значи градоначалникот го потпишува решението или одлуката за изграда на градинки, градинката може да се изгради за 5-6 месеци. Мислам, ако имате вие добра администрација, ако имате подготвена општина која што може да се справи, значи градоначалникот може да биде и лице кој што занимава со друга професија, значи не мора да биде урбанист, не мора да биде ни правник. Значи може доволно е да биде добар менаџер и да ги мотивира вработените во општината. А ако успее да ги мотивира вработените во општината, значи имам податок дека Ѓорче Петров има негде околу 120 вработени, значи тоа е една голема корпорација за мене, која што мене лично ми е предизвик и тоа е мотивацијата која што јас влегувам во оваа трка за градоначалник. Мојата канцеларија сега брои 6 луѓе и мислам дека ние една екипа од 6-7 луѓе успеавме некаква си револуција да направиме во Скопје, особено на зацврстување на правата на работниците. Па со 120 луѓе мислам дека можеме да направиме една самоодржлива управна заедница. Сега би сакал да ви го објаснам што значи тој термин. Ѓорче Петров е општина која што има и урбан и рурален дел. Значи руралниот дел се уште има луѓе кои што занимаваат со земјоделство и со сточарство. За да не имаат проблем при откупот, општината може да се обврзе да им помогне. Ако воспостават стандарди на производство, healthy, органска храна, извинете на термин, или начинот на производство на храната да биде здрав, таа храна да се дистрибуира до училиштата и до градинките и дечињата наши да имаат бесплатна храна. Ме разбирате? Ова не е концепт кој што јас сум го измислил. Значи, овој концепт кој што функционирал претходно во некои големи заедници и мислам дека ние не треба ништо да измислуваме, доволно е само да препишеме, меѓутоа треба да имаме волја ние тоа да го препишеме и да го имплементираме во нашите општини. Значи, локалната самоуправа не е само за да се асфалтира некоја улица. Значи, според мене, асфалтирањето на улиците, пополнувањето на дупки, израмнувањето на шахтите, би можело да го прави општината дури и да нема градоначалник. Значи, градоначалникот не би требало да биде лице кој што ќе се грижи дали е улицата асфалтирана. Значи, асфалтирањето на улиците се прави со некаков проект кој што треба да трае 4 години во еден мандат на еден градоначалник да се заврши и да се заокружат сите тие проекти. Значи, ние точно. Јас сум 4-та генерација во Ѓорче, јас знам што му смета во Ѓорче. Моето дете не оди во градинка во Ѓорче, оди во градинка во друга општина. И тоа е еден реален проблем кој што го чувствуваат Ѓорче Петровчани.
Сега гледаме во една школа во Зашто е тоа така? Затоа што ние немаме само одржлива управна заедница. Затоа што вработените во општината во Ѓорче ги мачат други проблеми наместо професионално да ги извршуваат своите работни задачи. Јас сум сведок на тоа, не сакам поименично или индивидуално да изнесувам проблеми и не сакам индивидуално никого да споменувам. Јас се критикувам целата идеологија која што 30 години нас не влече назад наместо не турка напред. Значи ние порано, јас не сум живел во тоа време, меѓутоа низ книгите гледаме некакви идеологии кои што ги мотивирале луѓето да прават револуции, а преку револуција да општеството го зајакнуваат. Значи од времето на Шарл де Гол, нели, либерте, егалите, во времето на Југославија беше братство, единство и мислам дека од самостојување ние немаме некоја таква идеологија. Можеби нашата идеологија сега е на некои ниски употребени зборови као ќе биде братче за тебе, имаме решение и мислам дека тоа е само личен интерес, а не заеднички интерес. Ако го гледаме само личниот интерес, а не заедничкиот интерес, тогаш може да не биде добро на нас внатре во дневната соба, но кога ќе излеземе надвор од дневната соба, залудно ќе биде се што сме вложувале во нас. Значи, овие зборови не ги разбирав ја. Ова се зборови на некој што ми ги кажа на мен, додека бев ја средно училиште. И не ги сватив додека ја не постанав реализиран човек. И сватив дека во едно општество не е убаво да имаш само тие да немаат другите. Значи идеологијата на левица не никој да нема, туку сите да имаат. А тој предприемачки дух или индивидуални вештини да се дозволи да изникне и тогаш можат да настанат предприемачи кои што ќе можат да го освоат пазарот со некои своји идеи, меѓутоа не заборавете, како што кажав, основен ресурс се човекот и мислам дека сите предприемачи го сватија тоа и вложуваат во тоа. Затоа ве демантирав пред малку. Јас немам искуство со судски предмети кон приватни компании, колку што имаме судски предмети кон јавните компании. Значи, на место на јавните компании е директор кој што е назначен како функција и не се грижи, тоа не е негов бизнис и има мандат, рок на траење. И мислам дека кога ќе помине мандатот, нема да се грижи што судбината на тие луѓе. Жалосно е што платите се толку мали, а потрошувачката кошничка е износот, цената за потрошувачка кошничка е зголемена, да мислам дека една плата, просечна плата може само да го наполни фрижидерот и не може да покрие ништо друго. Тоа според книгите кои што ги учевме на факултет се основни добра. За економски добра мислам дека не може да стане збор тука. И мислам дека треба да се мотивираат вработените во јавната администрација, во општинската зграда, да дадат 100% од себе и ако се мотивирани на тој начин и се задоволни од работното место, задоволни од финансискиот надомест на плата кој што го добиваат, би можело да искорениме корупцијата. А ако дојдеме до тоа ниво на корупција, корупцијата е тоа што го разјадува тлото, а без тло ние не може да градиме куќата, да ставаме кровови. И мислам дека сите програми што ги видовме до сега се однесуваат на ѕидови, кровови, не знам, интересни фасади, меѓутоа нашиот темел е разнишен. Ако ги зацрснеме тие права, секој проект што ќе го осмислиме може да го реализираме. Ако се вратиме на програмата Самоодржлива заедница, она што кажав за стошарските, за земјоделските фарми, многу интересно. Значи, Ова е многу конкретно и многу оригинално. До сега не сум чул некоја општина ова да го предложи. Ѓорче е интересна општина. Мислам, ние кога разговараме со кандидатите кои што се за центар, да не ги оговараме, центар им е све бројано квадрати, станови, парцели. Ѓорче има голем потенцијал, огромен потенцијал има Ѓорче. Ѓорче има рурален дел, за руралниот дел има ИПАРД фондови, има фондови од Светска банка, капитални проекти. Значи, особено ако се задржите на производството на храна на здрав начин, тоест ако сте може ли тоа во Ѓорче да се оствари, здрава храна во високо урбанизирана средина? Ѓорче не е високо урбанизирана средина по Не, ама околината е високо урбанизирана. Имаме автопатишта, има доста добро. Па еден дел од Ѓорче, тоа помал дел од Ѓорче урбанизиран. Оној дел што го кажав, што наликува на Дебар мало е само местото Хром. Јас и таму живеам.
сите мали куќарки или дотрајани ги донесовте од кровните, ама да, се шегувам. Вратете се на програмата, бидејќи стварно времето е кратко, за жал, доста интересно. Вратете се на програмата. Еден млад предприемач кровните од Кром сега се пресели на територија на Карпуш. Значи изгубивме еден... Се преселите од Кром? Да, кровните од Кром? Ама го задржи име, како мекиците од стража. Да, кровните од Кром е бренд кој што мислам дека продава и каде да отиде. Кровните од Кром се во Карпуш. Добро, значи од кандидатите од Карпуш ќе бараме. Шега на страна. Ова е доста оригинално и интересен овој концепт со бесплатна храна за училиштата и за градинките, да го направите. Дали тоа ќе оптерети буџетот и ќе мора да се како тоа економски, дали ќе може да биде оправдано, во која смисла? Па ја за тоа овој термин или овој начин на уредување на општината го нареков самоуправно економско одржување. Значи општината, ако ги прогледнеме буџетите на сите општини сега, секој нареден градоначелник кој ќе дојде се жали дека сме во долгови или дека е блокирана сметката на општината. Значи лично и ние сме имале неколку судски процеси против општини и блокирана е сметката, меѓутоа задача на таткото е не да им се жали на дечињата дека не може да обезбеди храна. Задачата на таткото е да обезбеди храна за дечињата, задачата на градоначалникот е да обезбеди средства за организирање на општината. Ви кажав, општините кои што имаат привилегија да имаат рурален дел како што е Ѓорче, имаат можност за странски фондови, ИПАРТ фондови, за капитални проекти имаме прилика да обезбедиме средства од Светска банка и ја би се задржал на еден дел на тие странски фондови, кои што би биле добро, меѓутоа добра причина за пунење на буџетот на општината, меѓутоа би им дал можности на инвеститорите кои што би можеле да придонесат за развивање на општината. Значи со фер услови инвеститорите имаат прекрасни идеи. Што би требало да се инвестира таму? Што имате во визија? Па Ѓорче има 6 индустријски зони. Една од индустријските зони е скоро полна, останатите индустријски зони имаат можност за инвестиција. Можност за отварање на индустрии, предвидено е Г1, Г2, тоа се лесна незагадувачка индустрија, кои што би можеле да се инсталираат во општината Ѓорче и тие инвеститори би можеле понатака да вработуваат жители од Ѓорче. Би можеле да придонесуваат за буџетот на Ѓорче. Би можеле да даваат идеи за развиток на Ѓорче. Значи, собствениците на бизниси се луѓе кои што имаат идеи, кои што можат да придонесат, меѓутоа до сега нашето општество, кој ќе кажам општество, мислам на сите општини, не може да се развијат на тој начин, затоа што сите инвеститори кои ќе пристапат до градоначалникот добиваат нефер услови. Добиваат непристојни понуди и инвеститорите се откажуваат. Јас сум предприемач, знам колку боли ако некој не ти даде фер шанса, односно побара нешто екстра од она што е твое. Тоа е сепак приватен буџет. Развитокот на општината би можел да придонесе и поголема благосостојба на жителите во Ѓорче. Што сакам да кажам, ако демографски сега го анализираме Ѓорче, еден дел од Ѓорче, оној што не е изграден, а е поголем дел, представува рурален дел. Пример, во местото што го викаме ние Кучково, може да го прогласиме за спортско-рекреативен центар. Некогаш Кучково имало посетители, сега веќе нема толку како што е, како што имало претходно, и една битна работа на која што Ѓорче Петровшина биле гордија, сега веќе нема, тоа е мотокрос трките во Орман. Значи, мислам дека мотокрос трките би можеле да донесат нови ветришта, би можело да се организира велосипедска трка на Кучково и друмски и планински велосипедизам, и тоа би можело да биде некоја нова енергија за Ѓорче. Што сакам да кажам, под нова енергија би можело Ѓорче да се стави на мапата на Yellow Pages и на туристички атракции. Значи, туризмот е гранка која што придонесува за полнење на буџетот, а не загадува. Не треба да забораваме дека Ѓорче е влез во Скопје и наместо влезот во Скопје да биде лик на Скопје, Ѓорче има некоја летаргија. Преку развој на туризмот во Ѓорче би можеле ние да отвориме цела туристичко-угостителска гранка,
односно на тие надпревари велосипедски или маратонски, да кажеме, или мотокрос би можеле да се отворат ресторани, хотели и тој дел да се развие едно повисоко ниво и жителите би можеле да имаат бенефит од тоа. Тоа се некои проекти капитални кои што се надвор од асфалтирање на улици, канализации и градинки, кои што мислам дека ја даваат визијата моја за Ѓорче. Малце поушминка на населба да биде, а не да биде приградска, селска или полурурална и да се расправаме за канализација. Малце да се крене нивото општо. Па, нажалост, Скопјани така не доживуваат и то долго време не доживуваат така. Јас би сакал да го сменам имиджот, да го сменам ликот на Ѓорче. Пак ќе ви кажам, асфалтирање улици, градење училишта, градинки е нешто најнеопходно во Ѓорче. Меѓутоа, тоа ќе го ставам во делот развој и напредување на општината. Пред развој и напредувањето би сакал да ги ставам основните потреби. Тоа се некои делови од Ѓорче кои што луѓето навистина се некако отсечени од Ѓорче. Значи делот ни Киштани, Грачани веќе нема луѓе, Орман, Кучково, тоа се луѓе кои што се соочуваат со некои проблеми кои што се незамисливи за некои високи општества од 21 век, значи немаат вода, немаат јавен превоз, имаат само еден автобус кој што ги остава во одредено време 8 или 9 часот и треба да додат до место на живење пешки навечер. Значи мислам дека е поразително да се соочуваме со такви проблеми во 21 век и тоа се проекти кои што ги треба веднаш да ги решиме, а би можеле тие проекти да ги реализираат луѓето кои што се вработени во општината. Односно, мислам дека тие се запознаени и ако е кратко времето, би сакал да дадам уште еден предлог или моја идеја за развиток на Ѓорче, тоа е развиток на месните заедници. Значи, месните заедници постојат, меѓутоа се не координирани, не искористени. Значи, месните заедници се канцеларии во секоја местност или во секој населено место во Ѓорче, каде што ќе има луѓе кои што ќе добиваат паричен надомес од општината. И они ќе имаат функција да разговараат со мештаните и да ги пренесуваат проблемите од местните населени места во општината и на тој начин општината ќе има диспрезирани канцеларии низ цело Ѓорче. И мислам дека ќе нема потреба градоначалникот да излага и да се слика пред и после избори, односно тие први 2-3 месеци од изборите, ако пак се кандидира последните 2-3 месеци, туку ќе може директно да ги добие информациите, ќе ги добие информациите од мештани кои што се вработени во тие местни заедници и имаат најдобар контакт или најлесна комуникација со жителите на тоа место и ќе може лесно да ги реализира или да ги острани проблемите кои што ги има. Не е кратко времето, имавте преку 40 минути. Ја ви благодарам затоа што уште еден ваш колега ќе биде гостин за неколку минути. Ви благодарам за презентација на вашата програма. Јас се извинувам, мојата професија ме научи долго да зборувам. Не, адвокати знаеме, не, одлични сте. Нема збор, но со задоволство ќе траеше подолго, но имаме уште еден ваш колега кој треба да биде на ова столче. Ви благодарам на времето, се надевам граѓаните ќе пропознаат прав избор. Почитувани гледачи, за неколку минути повторно се враќаме во емисијата.